Во тема на денот за епидемијата на коронавирусот кој се заканува евентуално да прерасне во пандемија, во светска опасност за здравството и за луѓето без оглед на границите. Но во секој случај, еден аспект на коронавирусот веќе има можни последици. Блумберг објави дека почна падот на увозот на нафта во Кина, која дури рече се за околу 14%, која, например, увезува колку 5-6 најголеми членки на Европската Унија. Кирил Ивановски, вонреден професор на катедрата за финансиски пазари, гостин во утрински брифинг. Професоре, што е тоа што коронавирусот веќе може да ги стресе финансиските пазари и евентуално економската размена? Прво благодарам на поканата. Дозволете да спомнам дека веројатно се наоѓаме во период кога силно ја живееме глобализацијата и таа со неизе донесе измешани чувства. Кога велам измешани чувства, сакам да потенцирам дека финансиските пазари пред се ги движат емоциите и во овие услови кога медицината се уште не знае со што точно се соочува, ние во финансиите сакаме да го знаеме исходот од тоа. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што последните неколку епизоди во кои што имаше причини за пандемија на разни вируси, имаше огромни промени на финансиските пазари, но веднаш после тоа имаше некакви прилагодувања. И вториот елемент околу измешаните чувства е, би се пошегувал, на времето зборувавме за една енигма дека кога ќе кивне Америка, целиот финансиски свет знае да се разболе, но сега работите веројатно се менуваат и тука Кина станува главен играч и тоа воопшто не е случајно затоа што Кина денеска е втора најголема економија во светот. Дозволете да спомнам зошто сакаме да зборуваме за финансиите кога зборуваме за нешто што му се заканува на човештвото, а вие рековте можна пандемија. Всушност во последните 4 епизоди, тоа е SARS, свискиот грип, ебола и Зика, SARS е особено значаен затоа што тоа беше случајот во Кина 2003 година. Имаше слични падови на финансиските пазари и промени на цените на финансиските инструменти, но 3 месеци после промената на тие причината за тие ефекти, всушност ние забележуваме до 35% прилагодување или корекција, што може да е сигнал дека веројатно кога ќе се стабилизираат емоциите околу ова што ни се случува сега, дека веројатно ќе има корекции. Еден доказ за тоа дека емоциите не водат и една теорија на црн лебед. Тоа е всушност теорија во финансиите која што објаснува дека голем и неповолен настан силно влијае врз цените на финансиските пазари. Таков беше случајот со убиството на генералот во Иран. Може да забележите дека со тоа всушност се влијаеше врз цените на финансиските инструменти. Тука би го спомнал и американскиот претседател кој што знаеше да каже во неговите интересни твитови дека всушност можеме да ја заборавиме техничката анализа ние во финансиите и дека неговите твитови некогаш се помоќни, а и сведоци сте вие дека со неговото јавна пресија имаме одредени корекции во монетарната политика на федералните резерви. И ако може да заклучам, зошто би биле интересни финансиите во овој случај, а не водат емоциите, би искористил нешто што Светската здравствена организација го кажа, а тоа е: подобро е денеска да реагираме премногу отколку во иднината да заклучиме дека сме реагирале преслабо. Поверојатно и на финансиските пазари ситуацијата е слична. Подобро е денеска тие да реагираат премногу и тие вообичаено реагираат премногу за да не заклучат дека во иднина всушност тие реагирале преслабо или огромните загуби не ги антиципирале. Ако имаме некаква внимателност поради увозот во Кина на нафтата кој е главен енергетски извор, што може да предизвика, например, лавина на можен пат на економскиот развој и производството, како ќе реагираат финансиските пазари? И на источните големи пазари, Токијска берза, Пекинг, и на американските Њујоршка берза и така натаму, во однос на можноста коронавирусот да навлезе во овие центрифугални теми во кои би можел да предизвика и пат на акциите, што е многу по-страшно од пандемија на одреден начин. Во финансиите, да. Она што го спомнувате вие е агрегатната побарувачка. Навистина е кога ние се обидуваме да направиме анализа што би се случувало со цените на финансиските инструменти во иднина, главен елемент има што ќе се случува со агрегатната побарувачка, што на некој начин силно влијае врз продажбите на компаниите.
Конкретно ова вие што го спомнавте, на финансиските пазари денеска, особено оние кои што се ние ги нарекуваме со високи капитализации, имаат околу 15% продажби во рамките на Кина. И сега кога ќе се затвори тој пазар или кога се затвара тој пазар, тоа е огромен пат на продажбите евентуално на овие компании. Вие може да забележите дека Starbucks, McDonald's, Apple ги затвараат своите продавници во рамките на Кина. И тоа е огромен пазар И кој што тие го ги губат. намалуваат и нарачките од кинеската привреда за собствените производни Точно, тоа е агрегати. вториот аспект. Вториот аспект е дека Кина всушност е светски добавувач на одредени суровини. Речи си нема економија да нема некаква суровина која што увезува од Кина. И ако се затвори тој пазар од разни причини, во моментов тоа е заради спречување на ширењето на овој вирус, лесно може да се влие врз, како што рековте вие, агрегатната побарувачка, и тоа силно да влие понатака на финансиските цените на финансиските инструменти, затоа што она што ние сакаме да го видиме е раст на продажбите, раст на добивките и со тоа евентуално капитални добивки или дивиденди на финансиските пазари. Како што спомнавте, првото отварање вчера беше со пат на 9,1 на кинеската берза, што е историски последните 13 години најголем пат. 360 милиони долари беа загубени вчера на отварањето само во вредност на хартија од вредност во Кина. Вториот елемент е тоа како 360 милиарди. Милиарди, извинете, 360 милиарди, да. Вториот елемент е проценките за тоа колку заразени ќе има. Во моментов од 16 јануари до денес 30% дневно расте бројот на заразени и сразмерно на тоа бројот на сомнителни случаи. А ако продолжи таа динамика, веројатно ќе завршиме со 80.000 заразени до крајот на оваа недела. Тоа се оние проекции кои што ги даваат кои што се даваат во светот. Со тоа кинескиот БДП последниот овој следен квартал, првиот квартал веројатно би завршил со 4,8%, што е многу историски најмало во однос на овие последни 30 години, затоа што минатата година беше 6,1%, што е огромно намалување на втората најголема економија во светот. Спомнавте, цената на железото е 8% падната, јагленот, нафтата 6,5, 7,3%, вредноста на кинеската валута реминби само вчера падна за 1,2%, што е во глобални рамки за глобалната економија огромни поместувања. Професорот Кирил, да, поведете. Во Русија се откажа најголемиот инвестициски форум заради коронавирусот. Инвестициските форуми се каде што се среќаваат инвеститорите и ги анализираат можностите за инвестирање, што не е воопшто Од страф од вирусот или од страф на предизвиците кај да ги пласираат парите? Добро прашање. Одговорот од страф на вирусите. Но и второво воопшто не е за занемарување, затоа што се уште не знаеме дали корекцијата ќе заврши тука или ќе продолжи со намалување вредноста на финансиските. Професорот Кирил Јовановски од Економскиот факултет, финансиски пазари, продолжуваме на тема околу можноста од влијанието на коронавирусот врз светските финансии. Можно ли да дојде до покачување на каматите и на на капиталот на светските берзи, на светските пазари? Она што во овој случај во овој момент се случува е силен притисок врз онај драстичен пад на цените на хартиите од вредност. Вие ќе забележите дека Кинеската Народна банка ја намали каматната стапка за 10 индексни поени, базични поени, за краткорочни репо трансакции. Понатака имаме ограничување на инвестициските фондови во однос на продажбите на хартии од вредност во Кина. Има силна група на институционални инвеститори, државни институционални инвеститори во рамките на Кина, кои што купуваат хартии од вредност во Кина. Или сето тоа е на некој начин притисок врз падот, или да се стабилизира падот, и сите тие внимавајте, не кажуваат експлицитно зошто тоа го прават, туку имаат една изрека и велат тие имаат задача да го минимизираат паничното тргување или паничното продавање. Всушност се враќаме на емоционалните, да не водат емоциите или да не преовлада паниката. Оно што може да се очекува ако продолжи или се прогласи пандемија, веројатно стеснувањето на ликвидноста на финансиските пазари, а добар дел од ликвидноста произлегува од Кина, затоа што таа има, ако ништо друго, огромен износ на акумулирани средства, затоа што е економија која што силно расте, е извозно ориентирана, е како што велиме фабриката на светот и така натака. Можеби во тој контекст да се очекува некакво поместување на каматните стапки заради намалување на ликвидност. Иако во овој момент треба да забележиме дека има силна и интензивна понуда на пари за да се стабилизира
силното продажби или намалување на вредноста на акциите, затоа што тие беа на одредено ниво. Долго време ние зборувавме минатата година особено дека можеби цените се со веќе достигнат максимум, тие S&P 500 го руши максимумот веќе подолго време го руши оној историски максимум пред финансиската криза и дека би требало да има одредена корекција, но прашањето е сега дали тука во контекст на ова вие што го кажувате во однос на ликвидност и каматните стапки има инвеститори кои што забележуваат дека овие цени се најниското ниво или можеби ќе иде подолу, затоа што ако овие цени овие корекции се најниските, тогаш сигурно ќе има некој кој што ќе сака да купи. Знаете, тоа се познатите финансиски глодари кои на овие кризни времиња обично инфузираат и купуваат огромни пакети за да во некое догледно време да ги продаат. Да не ги спомнувам сега Сорос и компанија. И тоа, но има и уште еден аспект кога спомнав дека медицината не е сигурна со што се соочува, ние во финансиите зборуваме за парите, значи некако се одвојуваме, тоа е затоа што во финансиите животот продолжува понатаму. Ги спомнав кризите, таму има корекции нагоре. И веројатно сите во финансиските пазари заради овие емоции, а заради предчувството дека можеби е голем дел од паниката, се уште никој не знае што ќе се случи, дали ќе биде навистина пандемија. Добра вест би било да се намали бројот или геометриското растење, да се намали во однос на заразените. Тоа се добри вести, иако тоа се живи. Видите, внимавајте, Светската здравствена организација после една недела го релативизираше за да свати председателот на здравствената организација Замена Кине да вели дека ова е драматично, што зборува за емоции кои влијаат и врз да речем условно финансиските и пазарните текови. Точно така. Но во моментов се уште податоците покажуваат дека тоа е локално кога веламе во Кина. Значи не се случува некое поголемо, барем вчера, оно што го забележав, поголеми промени како што кажавте на. Таму имаше одредена корекција во Токио, на европските пазари, во Америка и сите тие корекции сега во моментов треба да сме внимателни дека можеби поводот е коронавирусот, но сепак да не заборавиме дека постојат бројни анализи кои што ги анализираат овие компании, особено компаниите Атлас, ние ги нарекуваме, тоа се 5 компании меѓу кои Apple и Tesla, во кои што долгогодишни проекции покажуваат дека веројатно ќе има корекција на цените надолу, барем од финансиските аналитичари. Повторно ви велам, да не заборавиме дека на финансиските пазари техничките и фундаменталните анализи се едни и ние би сакале да се тргува на нив, но сепак емоциите се тие други и како што кажав, кај нив животот продолжува понатаму. Можеби денеска некој за прв пат се појавува на финансиските пазари и сака по овие цени да инвестира очекувајќи дека во иднина тие ќе растат. Како ќе реагира светската економија на овие така речени знаци на затворени економии, после Брекзит, после коронавирусот, во кој постои одреден страф на физичка затвореност, што без оглед на дигиталните трансакции и сите други, може да ги предизвика и физичките застои на производството и на размената. Токму така. Уште еден аспект од коронавирусот е всушност стравот кој доаѓа после ефектите од Брекзит, кој што долго време ги анализираме дали ќе се случи, но еве сега всушност се случуваат, е стравот од деглобализација. Всушност сите ние сега анализираме дали можеби глобализацијата со сите своји придобивки на некој начин влијае врз зголемување или преголемо влијание на емоциите врз нас. И во контекст на ова вие што го кажувате. Мислевме или верувавме дека со дигитализацијата мобилноста на работната сила веројатно се релативизира, но не било баш така. Нели ние ги влечевме заклучоците од тоа дека кај нас има бројни компании IT кои што работат за американскиот пазар и други. И претпоставувавме дека можеби таа мобилност не е толку значајна во однос на глобалната економија, но не било така. Еве гледате дека едно затварање на еден град во Кина, кој е нели околу 10 милиони жители, силно влијае врз продажбите на овие глобални компании. Потоа затворењето на границите кон Хонг Конг или работењето само на аеродром кој што веројатно е со намален број на летови, силно влијае врз економијата. Или точно да, намалувањето на мобилноста на работната сила веројатно ќе влијае врз агрегатната побарувачка, а со тоа веројатно ќе влијае врз глобалниот економски раст кој што ние на некој начин го проектираме. Се враќаме не за да се вратиме дома заради ова наша перцепција дека луѓето ни се оцелуваат, туку што случува на пазарот на труд? Контраверзноста, например, на една Германија, во која во еден период се навестуваше можна рецесија, па потоа дојде до намалување на невработеноста во Германија, па се имате една експанзија која Меркел го насочува и вели на Германија и не достигаат 1 милион работници. Ерго тоа значи до Македонија пола од Македонија ќе се исели. Гледате каква груба
груп заеднички именител, но тоа се светските процеси. Точно така. На финансиските пазари, она што е актуелно последнава деценија е неизвестноста. И ние некако ја живееме таа неизвестност интензивно. Се изразува со овој случај околу коронавирусот, што ќе се случува не знаеме, во однос на економските параметри кои што ги анализиравме, но и во однос на ова вие што го кажувате. Значи, ние имаме податоци дека во Германија се зголемува невработеноста. Тоа е веројатно незначително за таква економија, но е прв пат после долго време да се зголемува невработеноста, а во исто време добиваме информација дека тие имаат огромна потреба од дополнителна работна сила за поддршка на својата економија. И тоа е уште еден фактор кој што силно влие врз неизвестноста или врз нашите емоции, помешаноста на емоциите за да се појавиме на финансиските пазари. Меѓу другото и на нашиот финансиски пазар, ако сакате, силно влијаат емоциите, се разбира не околу коронавирусот, но силно влијаат емоциите. Вие можете да го анализирате движењето или постојаното инсистирање на федералните резерви во Америка да се зголеми каматната стапка, и тоа не се случи, претходно спомнав, заради одредени веројатно анализи или они како што велат притисоци од страна на некои носители на јавни функции. Така што информациите поврзани со тоа што би се случувало во иднината се особено важни. Едниот фактор е измешаната анализа на ова што вие го зборувате околу, да речеме, големата економија Германија. Вториот елемент е дали ќе има или не пандемија согласно овој вирус, што може да е... Германија е еден од главните стратешки партнери на Кина со светот, освен Америка, се разбира. Токму така. Особено во извозните ориентации. Ако се случи поголема промена на извозниот потенцијал на Кина, што е извоз до сите економии, тогаш економиите во овој момент се уште не се подготвени брзо да ја променат или да ја субституираат таа понуда на суровини или на машини или што и да увезуваат од таа економија. Не е така лесно да изградите друга фабрика и одеднаш да почнете да го произведувате iPhone некаде на друго место. Иако за волја на вистина кинезите не ни се репер, зашто за 7 дена направија град од болници за справување со кризата, а да не зборам дека направија 70 километри патишта, но тоа е кинескиот модел. Професорот Кирил Јовановски гостин во утински брифинг, на крај се разбира без Македонија не може ништо. Како ја оценувате финансиската состојба на македонскиот во менеджирањето со македонскиот капитал? Има перцепција дека банките се полни со пари, Добре. но недоволно влегуваат во ризици на финансирање на развојот на малите и средните предпријатија, кои се стожерот на економијата. Да. Тоа не е перцепција, всушност, кога ќе погледнете по податоците, ние долги години, веројатно од осамостојувањето па навака, имаме поголем износ на депозитите колку што е тоа кредити. Особено последниве 5 години, вие го спомнавте тоа, забележуваме промена на така наречениот бизнес модел на одредени банки, кои што всушност од доминантно финансирање на корпорациите, на компаниите се преместуваат кон доминантно финансирање на населението. И ние од оваа страна како аналитичари или како академски економисти би сакале да видиме поголема економска активност на банките или поголемо кредитирање кон компаниите. Но видете, тие се акционерски друштва со своји акционери. И тие влијаат силно и инсистираат за, да речеме, поголеми профити и тешко дека можеме во овој контекст, тоа е тема која што навистина можеме да ја дискутираме долго, во овој контекст да анализираме или да инсистираме поголемо кредитирање во овој контекст кога имаме таква каматна стапка на благајничките записи, таков износ на благајничките записи, таква перцепирана ризичност од страна на банките на проектите на компаниите, тие секогаш велат на банките, тие секогаш велат ако има добар проект ние веднаш ќе го финансираме, но она што би сакал да го напоменеме затоа што влегуваме на крај. Можеби би требало во овој случај да размислуваме за финансирање на добрите проекти на преку други алтернативи. Тука е берзата на хартија од вредност, има и други алтернативни механизми. Ако има добар проект и тој не се препознава од страна на банките, верувајте, инвеститорската публика сигурно ќе го Добро, ама македонското искуство во оваа постприватизациона и транзицијска игра берзите секој се концентрирани кон 20 големи компании, но има ретки случаи. Ја памтам една винарија која од приватниот сектор лиферуваше обврзници за докапитализација, за свеж капитал. Малку има подготвеност и запознавање на овој дел на финансискиот пазар кај компаниите, како може дома да заработат повеќе и посвеж капитал за сопствен развој.
Отворивте огромна тема. Тоа е финансиската писменост кај нас. И затоа мислам дека треба да зборуваме и вие и ние, особено медиумите, интензивно, затоа што не само официјално, од она што го дала Брима Галуп своевремено во своите меѓународни искуства, дека ние имаме околу 21% финансиска писменост на 4 прашања кои што верувам дека сите овде ги знаеме. Туку всушност самото познавање на можностите или доближување, отстранување на непознатото, стравот од непознатото, мислам дека силно ќе влијаат врз заживување на тој сектор кој што вие го кажавте. Точно, искуствата не ни одат во прилог или тие треба на некој начин, јас би рекол, да ги демистифицираме, затоа што има зошто тие искуства се такви какви што се. Но има во Македонија потенцијал за развој на тој сегмент. Се разбира, не треба да забораваме дека цела континентална Европа доминантно е банкарски. Доминантен сектор во рамките на финансискиот е банкарскиот сектор, така што тоа не е и толку случајно, затоа што тие се особено моќни, ние на нив се уште многу веруваме, оние кои што стават депозити, видете колкава е депозитната маса. Но тоа е тема за која што навистина и во контекст на ова кое што го зборуваме, коронавирусот, би требало да го познаваме повеќе. Професор Кирил Јовановски од Економскиот факултет, ви благодарам. Мислам дека добивме, условно кажам, нова фаца која треба да експлоатираме во оваа комуникација со прилично суптилни теми кои се финанси, економска развој, и ви благодарам на издашноста на разговорите. Ви благодарам и вас и се надам дека се почесто ќе зборуваме за финансиите. Благодарам.